Значи, колега Васко Ковачевски, ни упативте грд закани и не уплашивте. Затоа сега најмилозвучливо ве замолуваме да ја замолите владата на Социјалдемократскиот сојуз, Шарената револуција и другите коалициони партнери да донеси денеска, кога ги разрешените членови на управните одбори ги потполнувате со нови партиски кадри кои што пред неколку дена полагаја во Струмица англиски јазик во школата АБЦ, да ги замолите да ја потврдат одлуката на ВМРО ДПМН, претходната влада, за одобрување на средства на веќе изграден проект, направен проект за изградба на овој планинарски дом. Се е завршено и затоа ве замолуваме вашата влада да почне да се занимава со решавање на вистинските, граѓанските, битолските, прилепските, арачиновските проблеми. Доста е со проекти од кои што граѓаните немаат бенефит. Доста е со правење на стрешници. Доста е со разрешување управни одбори. Доста е со правење клупи од зградата на влада Колешки. Доста е со чистење на Мерцедесот и бркање мачки. Доста е со поставување партиски кадри на функции на кои што не ги исполнуваат и словите. Доста е со тотална партизација на општеството. Време е да почнете да предлагате закони. Владата работи турбо, 64 дена, а ни предложи само еден закон, замислете. Пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија предложија 20 до сега. Ние не слушнавме да се предложи некој закон од вашата програма, не слушнавме одлука Копанки да се реновира. По амандманот ќе вемо. Да, по амандманот. Значи, очекувам во текот на денешниот ден да се донесе одлука на влада, бидејќи точно во овој момент има влада, да не се донесе одлука на влада со кој што ќе биде потврдена реализацијата на проектот со кој што се одделуваат 155 милиони денари за изградба на планинарскиот дом Копанки. Доста е со лажни ветувања. Да преминеме на дела. Сите очекуваат да дојде новиот живот, заврши како што велевте диктатурата, сега и планинарите, и туристите, и учениците од средните, основните, сите училишта сакаат да го видат планинарскиот дом Копанки во ново, прекрасно друго. Така како што ги лажевте последните 3 години. Дека кога ќе дојде Социјалдемократскиот сојуз, се ќе биде како што треба. 60 дена, 40 седмици на влади. Ниту нова одлука за ефтина струја, ниту нова одлука за повисоки субвенции, повисоки плати. За волја на вистината, тие што ќе се бореа за правата на граѓаните, на комисија ги турнаа сите закони. Грчевито се борат, дури да биде поголема аномалијата, носат представници на синдикати кои што викаат дека не треба на работниците да им се зголемат платите. Па тоа никаде го нема. Председател на синдикат се бори неговите вработени од синдикатот да не добијаат 5% или 10% повисока плата. До толку, значи ова не е К15. Ај Цацко вработен е во влада, ама ова преминува, сите рамки ги преминува. Да скратам, во интерес на другите амандмани, затоа што идат и оние кои што се за амандмани предложени во интерес на земјоделците, во кои што јас и колегата председател на комисија имаме многу да дебатираме. Амандмани со кои што треба да им се доисплатат средствата на тутунарите, оние 20-30 денари од разликата како што им беше ветувано на изборите. Се надевам затоа што така слушам и во кулуарите дека Социјалдемократскиот сојуз ќе ги усвои барем овие амандмани во интерес на тутунарите и на другите земјоделци. Сакам што побрзо да дојдат тие амандмани да можеме да дискутираме за нив. Ви благодарам.